Универзитетскиот стоматолошки клинички центар Свети Пантелеймон Скопје склучи меморандуми за соработка со повеќе здруженија. Со мене ова утро се професор доктор Сашо Јовановски, вие сте раководител на клиника за фиксна протетика, и доктор Евка Жабокова Билбилова, раководител на клиника за детска и превентивна стоматологија. Добро утро до вас. Добро утро, поздрав и до вашите гледачи. Благодарам, поздрав до гледачите, добро утро, доктор. Добро утро, поздрав до гледачите. Направивме ние една кратка обиколка во оние новости кои што ги имате на Универзитетскиот стоматолошки центар. За какви меморандуми за соработка станува збор и кои лица ќе имаат пристап, дознаваме од вас. На основа на иницијативата од нашата институција, како ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар, се склучија неколку меморандуми со повеќе здруженија за лица со посебни потреби, со цел да се усвојат протоколи со кои што ќе се работи заеднички во следниот период на неколку сегменти. И тоа пред се унапредување на пристапот на овие пациенти до нашата институција, каде што се обезбедени јавно обележани паркинг места исклучиво за нив, потоа пристапната рампа и по соодветни стандардни димензии самиот влез беше реновиран за да може да има пристап и со количка до пристапната амбуланта, кабинетот или ординацијата, каде што се вршат триажните услови и пристап до мој термин за да се овозможи олеснување до специјалистичките услуги за овие пациенти, пред се да го зголемиме на високо ниво самиот квалитет на услугите. Беа изработени специјални технички класификации за набавка на опрема, потрошен материјал и зголемување на квалитетот на услугата, каде што нашата институција со целиот свој персонал стои на располагање за давање на високо ниво на специјалистички услуги за овие пациенти. Така. Меѓу тие здруженија се и пациентите со аутистичен спектар. Докторке, какви услови се обезбедени и за овие пациенти? Ви благодарам на прашањето. Во однос на пациентите со пречки во развојот и пред се и за пациентите кои што имаат изразена дентофобија, на клиниката за детска и превентивна стоматологија функционира оделение за анестезија и реанимација, каде што здравствените услуги се на високо современо ниво. Во контекст на тоа имаме набавено современ ларингоскоп за побрза, побезбедна и посигурна интубација на пациентите. Исто така во склоп на оделението за анестезија и реанимација функционира анестезиолошка сала, каде што имаме врвни стоматолошки медицински апарати за интервенциите, но секако и врвни стоматолошки материјали за нашите стоматолошки услуги за пациентите со пречки во развојот. Така, рековме дека направивме една кратка обиколка да ги видиме овие нови простори кои им обезбедуваат и пристап, но и соодветни услови на лицата со кои што се склучи овој меморандум за соработка. Погледнавме и салата каде што се прават рентген снимките, доктора, и на тој начин се обезбедува простор за овие лица да имаат подобар пристап. Тоа е изработена специјална посебна амбуланта, каде што е набавен и подвижен рентген апарат, се со цел да тие пациенти на едно место се направат повеќе претраги со кои што ќе се насочат, ќе имаме информации да се насочат кон специјалистичките наши клиники. Така. Исто така и тоалетот. Забележавме дека и до тоалетот може да пристапат со инвалидска количка, односно потребите се задоволени за овие лица. Докторке, и тоа е новост на клиничкиот центар. Да, тоалетот се преадаптира, приспособи, посебно за пациентите со инвалидитет, и исто е во склоп на клиниката на детска и превентивна стоматологија, што ни е особено и драго и чест што им овозможивме на тие лица да имаат подобри услови кога ќе дојдат за своите стоматолошки интервенции, и во нашата клиника се добре дојдени.
И паркинг местата, не знам дали ги споменавме на почетокот, од влезната врата се до, бидејќи на приземје, сите сали се на приземје, да имаат пристап да влезат секаде. Со само за крај би сакала накратко една порака од вас да слушнеме колку е важно оралното здравје, хигиената на зъбите и воопшто на устата. Па, самиот подигање на свеста кај секој еден пациент, тоа важи за секого, пред се дека треба редовни контроли, но и самоконтроли, така наречени самоконтроли, секој ден, секој на себе треба да си види сам доктор, да има навики со кои што ќе си го одржува своето орално здравје преку примена на различни помошни средства кои што возможуваат ефикасно четкање на зъбите и вадење на храната после секое јадење. Има многу методи, тоа е веќе стручен дел, важно е за пациентите дека треба да стекнат навики да после секој оброк да има добро механичко отстранување на наслагите, добро испирање и се до следниот оброк. И за крај, кога треба да биде првиот преглед кај децата? Често родителите се во дилема дали кој се расипа првото зъбче или со никнување на зъбчињата. Па треба со никнување на зъбчињата, мада и претходно уште во самата бременост ние ги едуцираме идните мајки, родители, а после секој подој од кој ќе се родат дечињата, како да ја одржуваат оралната хигиена. Имаме добри генерации, каде што имаме добри едукации во градинките, така да мислам дека сме на прав пат, родителите се едуцирани и доаѓаат, има и пациенти кои што доаѓаат при акутни состојби, кога има потреба да се интервенира, меѓутоа има и пациенти кои што стварно се грижат за своето орално, се дисциплинирани здравје и си ги запазуваат редовните и честите контроли кои што ние докторите ги закажуваме, што стварно не радува. Јас благодарам за одвоеното време, за ова интервју и уште многу меморандуми за соработка за сите лица во нашата држава да склучува вашиот универзитетски стоматолошки клинички центар. Благодарам и на вас за можноста да ја информираме пошироката јавност околу активностите кои што се превземаат на иницијатива на овие меморандуми и протоколи кои што се случуваат како договори. На тој начин допринесуваме и за достапноста на информациите дека овде се даваат навистина врвни специјалистички услуги, каде што на располагање стои целиот наш персонал со својата компетентност за одредени области каде што навистина се трудиме да им помогнеме на овие пациенти. Докторке, благодарам и на вас за советите кои што ни ги поделите. Ви благодарам и на вас и за одвоеното време за да ги информираме пациентите. Мислам дека беше малку кратко, ама допревме до пациентите. До следно видување. Да, до следно.